Вчера попладне полициски службеник вработен во СВР Тетово се здоби со тешки телесни повреди, откако беше нападнат од 29-годишниот НС од тетовското село Шемшово, информираат од СВР Тетово. Физичкиот напад се случил околу 16 часот и 30 минути на улицата Борис Кидрич во Тетово. Полицајецот бил нападнат при извршување на својата службена должност, односно при вршење на полициско действие, при подигање на автомобил кој бил непрописно паркиран на улицата Борис Кидрич. Лицето најверојатно поради добиената казна извршил напад врз полицајецот. На видеоснимката се гледа како подоцна напаѓачот е совладан од полицијата и приведен. Полицискиот службеник е надвор од животна опасност и е задржан на лекување во Тетовската болница. Се работи на целосно расветлување на случајот. Вчера околу 16 часот на регионалниот пат Волковија Тетово, кај крстосницата за село Челопек, се случила сообраќајна незгода помеѓу товарно возило Мерцедес со тетовски регистарски ознаки, управувано од 50 годишен жител од село Порој, и товарно возило Фиат Добло со тетовски регистарски ознаки, управувано од 49 годишен од село Брвеница. Во незгодата со повреди се здобил возачот, кој со возило нитна медицинска помош бил префрлен во Тетовската болница, а подоцна и во комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Таму била укажана лекарска помош. Увид на местото извршила екипа на СВР Тетово. Вчера околу 11 часот и 15 минути во полициското одделение Маврово било пријавено дека во периодот од април до 26 на имот собственост на јавното предпријатие Македонски шуми подружница Шарот Гостивар во Атарна, село Дув, непознати сторители со употреба на моторна пила, секири и слично извршиле сеча на 85 букови стебла. Според пријавеното, дел од дрвната маса била одземена, а дел се наоѓа на местото. Се работи на целосно расчистување на случајот. Со 29 гласа за, без против и воздржани и без многу дискусија, Советот на општина Гостивар денес го изгласа ребалансот на буџетот за 2019 година. Како што објасни од секторот за финансии, во ребалансот има измени, дополнувања и проширувања во повеќе програми и подпрограми, како и во делот на капиталните трошоци. Ова е еден микс на измени и дополнување, проширување и вид на ребаланс на буџетот, поради тоа што не исполнува условите само да се рече дека ребаланс. Ребаланс на буџетот може да се прави од изме кога надминува тие барањата над 5%. Значи овде имаме само 2 милиона денари кај самофинансирањето од едно барање, од едно основно училиште, за да се зголема средствата. Кај другите програми, подпрограми, имаме измени и дополнување, значи одземање на средства кај што не е реализирано и нема до крај на годината да се реализира, и кај некои програми, ставки и подставки, кај што е потребно од 1.7. за да се реализират средствата. Тука имаме од програмата А0 Совет на општината до кај W0, кај програмата кај противпожарната единица. Значи имаме измени и дополнување и кај капитални трошоци, кај ЕА капитални трошоци за купување на основна средства, камион за џубретарина, за потребите на јавното предпријатие. Усвојувањето на ребалансот дојде по 2 паузи кои беа побарани за консултации и без присуство на двајцата советници на НДП. На седницата беше усвоена и промената на статутот на општина Гостивар, каде зборовите Република Македонија се заменуваат со Република Северна Македонија. Советничката група на ВМРО-ДПМН бараше изземање на оваа точка на дневниот ред, но нивниот предлог не беше прифатен, пошто промената се усвои со 25 гласа за и 3 гласа против. Седницата на чиј дневен ред беа над 70 точки, по изгласувањето на првите 3 беше прекината, со образложение дека дел од советниците имале неодложни обврски. Тетово доби центар за аутизам.
Се работи за центар наречен Лете за животот, кој е финансиски поддржан од општина Тетово и се отвори во рамки на регионалниот центар за деца со аутизам со седиште во Албанија, која го води Лира Бериша, сопруга на албанскиот политичар Сали Бериша. Во центарот првично ќе бидат згрижени 12 деца, за нив ќе се грижат стручни лица. Овој центар, како што рече градоначалничката на Тетово, Теута Арифи, е помогнат од општина Тетово. Целта исто да функционира во рамки на општинските институции. Но во однос на авторитетноста на центарот, за нас е една голема предност фактот дека госпоѓа Бериша е тука со нас. Тие имаат едно големо искуство токму со деца со аутизам веќе 10 години. Пред 10 години токму во Тирана започнале еден ваков центар со мал капацитет како овој тука, што денеска е еден голем регионален центар за децата кои зборуваат на албански јазик, имајќи го предвид фактот дека се работи за терапија која децата треба да го добиваат на својот јазик за да може да се постигне комуникацијата. Се надевам дека ќе има успех целиот процес, додека ние ќе продолжиме да ги поддржиме ваквите иницијативи од нашите локални невладини организации кои ќе можат да ги поддржат децата во овој развој. Се работи за моментално 4 тераписти и 2 кои се во процес на специјализација. 4 од нив веќе биле во центарот во Тирана и добиле сертификат таму, додека во рамки на целиот процес ќе можат да започнат со 10 до 12 деца како почетен стандард. Знаете, терапиите се индивидуални, само како што ни објаснија еднаш неделно една групна терапија. Истакна Арифи. Лира Бериша вели дека голем број деца од Тетово оделе дури во Албанија да ги користат помошните центри. Со тоа се изложувале на големи трошоци. Центарот во Тетово ќе ги намали таквите трошоци на родителите. Прашањето рече, нивната помош претежно ќе биде во овој дел, литературата, подпомагање на терапистите, тоа ќе биде нивната помош. Центарот за аутизам наречен Лете за живот е лоциран во стамбена зграда, наспротив влезот на Средното медицинско училиште Никола Штејн во Тетово. Со цел да придонесе за независно и самостојно живење на лицата со попреченост и нивно активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Веќе 1 година во Тетово се спроведува проектот за персонална асистенција на лица со попреченост. Но распределувањето на образовни асистенти по училиштата не е секаде исто, а во неизвестност е и неговото време траење. Во основното училиште Кирил и Методи, со децата со попреченост работат 3 образовни асистенти. Проектот дава позитивни резултати. Психологот Блерта Беадини гледа напредок во образованието на ученикот на кој му помага во текот на часовите. Од почетокот на учебната година со него седи додека е на училиште и во однос на неговите можности работат задачи, пишуваат, читаат. Numrin 6. Браво, Ајан, браво, плеситуваш, браво. Зависи од како е денес, например, ученик. Ако е добро со расположение, тогаш ние идеме, например, само тој каже што сака да работи денес. Или математика, или нешто со букви, или нешто да чита, позависи од тоа што ученикот бара. Беадини вели дека сега овој ученик без проблем седи 4 часа дневно, а и одлично е прифатен од неговите соученици. Детето у почеток, например, седнеше само 2 часа и беше поагресивно и не можеше да седне повише од 2 часа. А сега важно е дете да го стигне тоа да не биде зависно и кај за нас асистенти, па и за мајка. Најважно е ученикот да биде независност. Значи да не го бара мајка, да не го бара татко, да го прифати учителка, да го прифати другите ученици и значи да не биде агресивност и потек на време и да може и сам, например, да дојде у школу. Па ова проект е многу важно да се продолжи, затоа што и децата имаат многу потреба, па и, например, мајките се многу задоволни, затоа што има некој што работи посебно
со детето. Директорката на основното училиште Кирил и Методи, Сихана Каба Касами, потврдува дека образовните асистенти кои им помагаат на децата со попречености, вклучени во редовната настава, се идеална помош за нивниот развој и напредок, бидејќи можат да им се посветат лично на нив и на нивните потреби. Нашето училиште влезе во овој проект за работа со учениците со посебни потреби, што ги викаме ние. Значи, имаме такви случаеви, не само ние во училиштето, но има и пошироко. Порано многу ни беше проблем да работиме со овие ученици, затоа се формираше посебна паралелка во некои училишта и тие деца значи беа дискриминирани. Едно училиште, една паралелка со такви ученици. Но со смена на законот, значи законот се смени и на овие деца им дадоа не тоа приоритетно, обавезно да се вклучат во редовната настава, значи да има инклузија на ова категорија на ученици, за да тие не осетат дека се дискриминирани. И во нашето училиште имаме неколку случаеви, но Министерството за образование во соработка со УНИЦЕФ, мислам, во неколку училишта имаат подпишано договор со асистенти, тоа се вика нели образовни асистенти, и тие работат со таквите ученици. Праксата, цела година ние во нашето училиште Кирил и Методи имаме 3 такви асистенти кои секој ден работат со нив. Имаат план и програма за работа со тие ученици. И сега кога се нуваме да зборуваме како си тече работата, навистина има голем напредок. Има напредок пошто децава од многу осамени, од многу тивки, од надвор од кругот што викаме ние, веќе стануваат добри. А и другите ученици во класот, во паралелката, многу убаво ги пречекуваат тие ученици. Секогаш им помагаат, што е потребно им даваат, едно, друго, значи све што ќе им треба. И гледаме дека има голем напредок. Касами вели дека мора да се изнајде конечно решение за постојано вработување на лични образовни асистенти, кои ќе им помагаат на лицата со попреченост во извршување на секојдневните активности, односно помош при образованието. Проектот започна во септември 2018 и сега во 10 јуни проектот завршува. Жалосно. Јас апелирам сега како директор на училиштето, верувам и сите директори тоа го посакуваат. Апелираме до Министерството за образование. Овие деца се навистина оставени. Има асистенти образовни, но има само во неколку училишта. Но деца со посебни потреби имаме повеќе него што имаме асистенти. Имаме и во руралните средини, каде што не може нели секој да се оди таму. Еден апел до Министерството, до министерот, значи да седнуваат или преку УНИЦЕФ, или да прават некој закон, било што. Значи гледаме дека има промени. Значи ако се работи со нив, има резултат. Во основното училиште Андреа Савески Ќиќиш пак, иако аплицирале во проектот, нема ангажирано образовни асистенти. И тука во редовната настава се вклучени неколку ученици со посебни потреби, но само едно од нив доаѓа и седи на часовите со образовен асистент, кој го плаќаат неговите родители. Во редовната настава во основното училиште Андреа Савески Ќиќиш се инклузирани 4 ученика, од кои што 2 доаѓаат со персонални асистенти, а на другите не им се обезбедени. Како што знаеме, овие асистенти ги плаќаат родителите од нивните лични примања. Улогата на персоналните асистенти, можам да кажам од искуството, дека е голема. Овие ученици, на кои што во текот на наставата им се обезбедува оваа помош, бележат големи успеси. Така да, сме имале ученици кои што во нашето училиште учат уште од прво и во понатамошното школување за 4-5 години се нивните бележат драстични промени во нивниот развој. Значи, сепак може да се каже дека
голема е потребата од ваквите персонални асистенти. Дали значи дека вашето училиште нема образовни асистенти, дека нивната улога ја вршат персоналните асистенти? Така, уште на почетокот на оваа школска година со општината училиштето подпиша меморандум заедно со општината, значи од проектот UNDP, меѓутоа од овие персонални асистенти нашето училиште не доби ниту еден, а имам сознание дека по другите училишта се распределени, потребата од нив е голема. Можам да кажам дека овие персонални асистенти ја преземаат всушност нивната улога. Родителите постојано бараат и многу често истапуваат со вакви барања до нас. Тоа говори дека потребата од овие персонални асистенти е голема и веруваме дека во наредниот период државата ќе успее да ги обезбеди како образовните, така и персоналните асистенти. Идејата за воведување на персонални асистенти најде на голема поддршка од страна на родителите, од кои голем дел неретко се принудени да ги напуштаат работните места за да им помагаат на нивните деца, а имало и случаи кога децата го напуштале школувањето поради немање персонален асистент. Додека во целост не се примени проектот, подеднакво за сите деца со посебни потреби, родителите на свој грб ги сносат трошоците за ангажирање дефектолози, кои ја вршат улогата и на персонални и на образовни асистенти. Јас сум мајка на дете со аутизам, кој оди во редовна настава и е 6-то оделение во Андреја Савески Кикиш. Моето дете оди во училиште со придружба од прво оделение, која се јавува и како персонален и како образовен асистент, значи е нон-стоп со него за време на часовите и му помага во совладувањето на наставата и другите потреби, кои што не може тој самиот да ги обавува. И тој персонален асистент, јас го плаќам самата, без никаква поддршка од државата. Како и сите други часови, логопедски, дефектолошки и целата терапија што му е потребна на моето дете, оди на мој трошок. Во меѓувреме на интернет страницата на Министерството за труд и социјална политика стои: со законот кој што е во собраниска процедура, услугата персонална асистенција која досега ја имаше само во 7 општини, се проширува низ цела Македонија. Со овој чекор се исполнува долгогодишното барање на лицата со попреченост, што ќе придонесе за нивно независно и самостојно живење, активно и рамноправно учество во заедницата и во општеството во целина. Во 2019 година е предвидено со оваа услуга да се опфатат 200 лица со попреченост. Во моментот, услугата ја користат околу 60 лица со попреченост. Емисијата на тема персонални образовни асистенти, направена во рамки на проектот Зборуваме за хендикепот, реализиран од страна на Сдруженијето за церебрална парализа од Тетово, ќе ја иметуваме денес на програмата на телевизија КИС во 20 часот, а репризното издание ќе се емитува утре во 17 часот и 30 минути. Годишната гостиварка Емилија Србиновска вчера вечер во Центарот за култура Аснон во Гостивар ја промовираше својата прва збирка поезија со наслов Бесконечноста до тронот. Меѓу кориците на книгата се сместени 20 песни, во кои како мотиви се јавуваат љубовта, секојдневието, младоста. Збирката поезија е 20 песни со отприлика секојдневен живот кој што го пишувам јас во мојата книга, односно што се опишувам самата себе преку многу компарации и метафоричен начин. Главните теми и мотиви се секојдневниот живот, односно она што го чувствувам и што сум го доживувала кога што ми ја пишувала таа поезија. Нема еден мотив, нема една тема во целата збирка, туку секоја од поезијата си кажува некоја своја тема и изнесува нешто што е посебна целина. Промоцијата ја отвори Дејан Крстевски, писател и поет од Гостивар, кој меѓу другото рече дека песните на Емилија пленат со широк спектар на емоции,
кои пред се чисти и детски, полни со восхит, воодушевување и искреност. Пред присутните кратко обраќање имаше и Флоранда Мухареми, председател на клубот на млади поети во Гостивар, во кој членува авторката. Емилија ја познавам од дете, од уште многу малечка и уште од тогаш беше амбициозна и очигледно е дека постигнува да се ги постигне своите цели што си ги има зацртано во животот, а секогаш ќе имаш под нашата подршка за тоа. Се надевам дека ќе имаш уште многу не вакви, туку уште поголеми успеси и тогаш ќе славиме уште повеќе сите заедно. Емилија Србиновска е родена во 2000 година во Гостивар. Годинава заврши средно економско училиште, а од наесен продолжува со високо образование. Нејзината прва стихозбирка е во издание на Сдруженијето за книжевен развој Вавилон од Битола. Јас би, зошто не си цвет, за да можам да те помирисам? Зошто не си предмет, за да можам да те видам и да те имам? Зошто не си природа, за да можам да те насликам? Зошто не си реченица, за да можам да те прочитам? Зошто не си песна, за да можам да те слушам? Или пак нота, за да можам да те отсвирам? Туку си љубов, за која јас би била птица, само за да можам да полетам горе на небото. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски застана во одбрана на жителите на Љуботен, каде утрина во правата за финансиска полиција со асистенција на силни полициски сили изведоа акција против шверцери на тутун. Според Смилевски, тутунот не е илегален, туку е стекнат со работа на семејствата. Утврдивме дека акцијата е спроведена финансовата полиција за собирање на нелегалниот тутун кој што го имаат селаните во своите домови, но јас со сигурност тврдам дека не е нелегален, туку е стекнат на ова начин кој што целата фамилија преку годината го работи и затоа се информирани сите институции во државата. Се надевам дека за брзо време ќе се заврши ова голгота на народот и ќе ги решиме преку сите правни институции. Од управата за финансиска полиција вела дека станува збор за акција поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, криумчарење со акцизна стока и царинска измама. Крвава тепачка на паркинг во Струга. Во инцидентот учествувале повеќе лица. Се претпоставува дека причината за тепачката е поради паркинг место. Во тепачката најдебелиот крај го излече возилото Мерцедес кое заврши без стакла. Денеска во Македонија предпладнево прелодуваше сончево време со умерена облачност. Попладне беше нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите беа поинтензивни во форма на невреме со појава на град. Дуваше умерен североисточен ветер. Температурите се движеа од 17 до 28 целзиусови степени. За утре метеоролоците прогнозираат предпладне сончево време со мала до умерена облачност, попладне нестабилно со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со појава на град, ќе дува умерен ветер од североисточен правец. Температурите ќе се движат од 16 до 29 степени.